А, колку време го работевте истражувањето, до какви резултати дојдовте, што беше таргет, цел на ова истражување? Како е насловено? Вака, истражувањето е во рамки на проектот за кој што стана збор за борба против дезинформации, инаку се уште е во тек и самото истражување подразбира анализа на постоечките домашни меѓународни стандарди во однос на медиумскиот интегритет и подразбира еден консултативен процес во кој што се вклучени професионални медиумски и новинарски здруженија, граѓански сектор и медиумски експерти. Целта е практично да се осознаат ставовите на овие различни целни групи во однос на медиумскиот интегритет. Како гледаат на ова прашање, како гледаат на предизвиците и проблемите кои што се појавуваат во оваа сфера со оглед на тоа што ова е тема која што со години наназад е проблем за кој што зборуваат во професионалните новинарски кругови и медиумски кругови. Има бројни предизвици кои што треба да бидат адресирани. Резултатите од ова истражување ќе бидат соопштени наскоро на една средба на која што ќе бидат поканети истите кои што биле вклучени во консултативниот процес со цел да се проверат заеднички наудите и да се види кои се најчестите предизвици за кои што тие ги гледаат кога станува збор за медиумскиот интегритет. Од она што можам да го кажам од досегашните резултати, она што најчесто се гледа како проблем е на некој начин што медиумските реформи не се спроведени, што тоа прашање обстојува на медиумската сцена со години наназад, проблемот со социоекономскиот статус на новинарите, кој што секако влијае врз практиките на информирање и професионализмот во самите редакции, а сето тоа пак влијае врз начинот на кој што се гради и одржува медиумскиот интегритет. Понатаму, се реагира на проблемите кои што се случуваат во онлайн сферата, каде што се лиферуваат различни наративи поврзани со дезинформации, погрешни информации, практично еден неред во информирањето и се пренесува и ставот дека треба да постои макар минимална регулација во онлайн просторот, при што ќе биде јасно дали кој стои за одреден медиум, која е сопствеништвото и па и кои се изворите на финансирање, бидејќи тоа е повторно поврзано со медиумскиот интегритет. Понатаму еден од заклучоците, односно еден од коментарите кои што се повторуваше од оние што беа консултирани во овој процес е дека треба да се направи една јасна дистинкција меѓу сопствеништвото и уредништвото во самите медиуми, бидејќи тој линк и го создава и го нарушува медиумскиот интегритет. Доколку има мешање во уредувачката политика од оние што се сопственици, а доколку за тие сопственици стојат некакви носители на мок кои што го контролираат нивното информирање, тоа апсолутно влие врз градењето на медиумскиот интегритет. Значи, ова е една поширока сфера, се обидуваме да го стеснеме фокусот, но сепак она што е во центарот е како да се дефинира една рамка која што ќе го одржува, гради медиумскиот професионализам. Значи, медиумскиот интегритет е тесно поврзан со тоа, како што е поврзан со ослободеноста од политички влијанија и влијанија од различни центри на мок, како што е поврзан со информирање во интерес на јавноста, како што е поврзан исто така и со етичноста и професионалноста во информирањето, и сите тие сегменти практично го градат медиумскиот интегритет и од тука за овие прашања се дискутираше со сите соговорници кои што припаѓаат на различни целни групи, меѓутоа целта е да имаме колку што е можно поинклузивен процес, бидејќи тоа што ќе произлезе како рамка ќе биде резултат токму на таквите консултации и на консултирањето на одредбите во меѓународните документи, имајќи тука предвид и имајќи го предвид и актот за слобода на изразување на Европската унија, дигиталниот акт и така натаму, и редица други документи на Советот на Европа, на Европска унија, на Обединетите нации кои што се го адресираат ова прашање.